Здравствени проблеми на дишните патишта, инфекции и осипи на кожата, но и чести заболувања на бронхоплеумонија поради влагата, но и мувлата во студентскиот дом Стив Наумов се само дел од редицата на здравствени случаи меѓу студентите станари во зградата во домот во Скопска автокоманда. Кој е одговорен за лошата состојба на собите во домот, зошто никој не презема ништо за да го заштити здравјето на студентите, но и зошто овој проблем се преувлекува низ години, се дилемите кои се актуелни во јавноста. Доволно е само да прошетате низ тесните ходници, чии ѕидови се распаѓаат, а светла не работат, за да видите какви се условите во домот Стив Наумов. Влагата, болвите, но инсектите во собите ми направи иритација на кожата, на рацете и нозете, од која се уште не можам да се излечам, ниту да закрепнам. Со овие зборови, 20 годишниот студент од Кочани, Андреј Петров, пред камерите ги раскажува неговите трауми од собата во домот во која престојувал неполни 3 месеци од почетокот на академската година, но поради здравствени проблеми од неодамна си заминал. Уште првиот ден ја престојувам веќе, имам соба веќе 3 месеци таму и уште првиот ден од кога влегов, од кога стапнав во собата, забележав дека нешто не е уред. Како прво имав влага на таванот и мувла и се осеќаше многу, едва се дишеше, исто така и по вратата беше скоро комплетно разрушена, пуна со дупки и едноставно распанана на некој начин беше собата. Кажи ми, кога го забележа тоа, презема нешто, се обрати некаде со другарите, со оние кои што ја делиш собата, што направивте? Уште веднаш беше многу забележително тоа и уште одма се договоривме со цимерите да земеме нешто да направиме и да им спомнеме на управата. Ние спомнавме за нашите проблеми, вклучувајќи и сијалиците, поради тоа што не ни работат многу сијалици, и спомнавме на нив и не додавме никаков одговор. Младиот студент, кој учи на факултетот по филозофија, појаснува дека условите во домот се ужасни, а слабата хигиена, особено во тоалетите, го влошува здравјето на студентите. Јас морам да правам трошкови на екстра трошкови на мојата фамилија, за да можам да престојувам на природно место овде во Скопје, поради моите лични здравствени проблеми. Јас имам многу иритантна кожа и уште одма ми имат изфрлено овде брунки по раците и по нозите. Добро, што ти се случува, што се случи? Едноставно мојата соба е полна со мушички болви и секакви скачки и едноставно што и да направам за нив не можам да ги тргнам. Сум пробал се од разни дезинфектанти до секакви хигиенски работи, не ми успеа ништо. Ти се влоши здравјето? Може малце да ни објасниш подетално што ти се случи здравствено, што осети кога реши да заминеш од собите во Стив Наумов? Да, значи како што кажав, имам многу иритантна кожа, на мене и на најосетливите работи може да ми се иритира нешто. Затоа јас пробувам да внимавам каде седам и секогаш си внимавам на својата лична хигиена. Но тоа во Стив не беше никако возможно, бидејќи цело време бев едноставно нападнат од мушички од болви. Дури и првиот ден, како што се вика, секој 5 минути додека седев на лаптопот, цело време вака правев за да можам да ги оттргнам од мене. Студентот од домот во Скопска автокоманда сведочи дека некои од неговите цимери во домот се здобили со болести на дишните органи, токму поради зелените ѕидови во собите. Тоа како прво не треба да биде дозволено, значи сепак е државна институција и треба најпрво да се стави како здравјето на студентите. Тие сепак плаќаат чланарина за да престојуват у услови кои се навистина суппарни за некој што се на наша генерација. Додуша некој би можел да каже и дека условите на земја, надвор се многу подобри од условите во студентскиот дом моментално. Петров, покрај мизерните услови во ладните соби, го посочува и проблемот со лошата храна во мензите.
радиаторите едва работат, и грење во собата никако не ни дозволуват, значи калорифери, греалки лични, електрични не ни дозволуват никако. И имам прочитано на огласот, на изјавата, дека ако собата надминува 20 степени ќе се издржат казни за студентите, па во собите е секогаш гладно и мора да бегаме од студеното, исто како нашиот другар старец шереше овде на сликата. Може ли да ни го покажете ова? Ова е стаорец кој што вие сте го сликале во просториите на студентскиот дом. Да, ние се шалиме и зафакаваме за него, боже, нашиот пријател Джери, нели, но навистина е жално да гледаме и старци и уште шо не во студентските домови. Со слично мислење за лошите услови во студентскиот дом во Автокоманда е и другарот на Андреј, кој за разлика од него пред камерите не сакаше да му се открие идентитетот. Јас сум сместен во Стив Наумов трета зграда, седам со тројца цимери и во собата чешмата ни протекува, нема парно, понекогаш го пуштаат, но само за да ги замачкаат очите според мене. Вецињата се во катастрофална состојба, шолите се одлепени, протекува вода и колку и мајсторите и управникот да ги менуваат, тоа е залудно, бидејќи прво инсталацијата не е добра, додека сме во вецињата од озгора капи, не знам ни што е тоа, од цевките, од канализацијата, од погорните спратови и е катастрофално, се плашиме за нашето здравје и не знаеме каде тераат. Нашиот соговорник сведочи дека дел од неговите цимери добиле дури и уринарни инфекции. Имам зборувано со колеги, другари пред се и комши во студентскиот дом, имаат инфекции, уринарни инфекции, поради мувлата во собите. Во мојата соба за среќа нема мувла, но во другите соби е полно со мувла, не се дише буквално, и е страшно и мислам дека не знаат каде тераат институциите и само си ја префрлаат виното. Колегите и другарите побарале предпоставам здравствена помош за оние работи кои што ги добиле од студентскиот дом. Тие плаќаат од свој џеб. Да, знам другарка која што е подложна на инфекции, сама си има купувано лекарства за да се лекува со добиените зарази и болести и не знаеме каде ќе тераме со нашето здравје. 25 минути се обрати до кабинетот на премиерот Димитар Ковачевски и го прашавме премиерот зошто тој досега не го посетил Стив Наумов и дали воопшто бил во студентскиот дом, дали премиерот ги видел лично условите во зградата во Скопска Автокоманда и дали тој ќе побара одговорност и разрешување на директорот на студентскиот дом за нехуманите услови. Од кабинетот на Ковачевски ни посочија дека премиерот е запознае со состојбите во Стив Наумов, но не ни одговорија зошто досега тој не го посетил домот. Двајцата студенти се состав дека домовите во земјава не се наоѓаат во завидна положба, а тоа е една од многуте причини поради кои тие се уште сакаат да си заминат од земјава. Компарацијата е едноставно црна и бела. Тој отишол во студентскиот дом Гоце Делчев со кременадли и со, да кажем, господско јадење, додека навистина цел време имам пријатели таму што се во студентскиот дом Гоце Делчев. Цел време се зажалат за исхраната во мензата, дека им давале живо месо, особено пилешко, им давале живо пилешко месо, каде некој може да добие и салмонела, што е многу опасно. И мислам дека тој дошол само за да им ги помачка очите на многу од децата таму. Се надевам дека може да дигнеме глас и дека може да ги поправиме овие проблеми. Колку повеќе се собереме да дигнеме глас, толку може повеќе да не слушат. Ништо страшно, ќе превземеме, нема да биде вака и секогаш ни ги вртат истите муабети. И мисля дека како студенти нема кој да не поддржи поради тоа што ние можеби немаме некои многу јаки родители, врски и не сме многу стабилни финансиски
и мислат дека можат како сакаат да се зафркаваат со нас. Па ви благодарам на вас во оваа прилика што го ширите гласот за нашите проблеми. Едно е јасно, дека иднината на Македонија мизерува во студентските домови. Без оглед кој е на власт, ретко кој од функционерите ги слуша барањата на студентите во земјава за похумани нивни услови за време на студиите, додека во исто време се нижат ветувањата на политичарите дека од следната година студентите ќе добијат подобри услови за живот во домовите, но и нови WC даски на школките во тоалетите. Виктор Велевски, вие сте директор на сите студентски домови. Гоце Делчев, Стив Наумов и Кузмин Јосифски Пито. Да, во Скопје. Да. Ние сме сега во канцеларијата всушност на управителот на Стив Наумов. Ова не е ваша канцеларија и она е Рита Ора, како што гледам календарот, тоа е на управителот. Да. Календар. Добро, но изгледа пристојно, ова се условите во канцеларијава која изгледа, да кажеме, релативно нормално, човечки. Да, но не човечки, не хумани услови има во Стив Наумов. Предпоставувам ја гледавте првата емисија, првиот дел од емисијата за студентските домови и најкатастрофално е всушност во Стив Наумов. Има многу поплаки на студентите, се жалат дека заработуваат инфекции, болести и така натаму. Чувствувате ли вие одговорност? Добро, прво благодарам на поканата да ги кажам моите ставови во врска со случувањата кои се во студентскиот дом Стив Наумов. Одговорност не чувствувам заради тоа што јас во текот на летниот период ги презедов активности за санирање на тој проблем, односно саниравме тоалети заради тоа што тие тоалети не беа санирани 31 година од кога е направена оваа зграда. Во текот на летниот период во Ламела 1 и 2, кои што работеа и претходната година, Ламела 3 беше затворена, се изврши санација на тоалетите, односно замена на тие стари чучавци со WC школки, со цел да се превенира инфекцијата на децата кои што живеат тука и кои што престојуваат во Стив Наумов. Кога почнавте реновација? Реновирањето започна негде месец јули, кога си замина студентите дома, затоа што ние имаме обврска до крајот на јуни, до 30 јуни да им ги пружаме сите оние услови кои што ги пружаме како студентски дом Скопје. Но вие сте директор пред месец јули, така? Да. Тогаш, значи, не биле реновирани? Не. И сепак не чувствувате одговорност за тие инфекции кои ги заработувале? Вака сега, во текот на годината, кога има студенти, јас функцијата... Тогаш не бевте директор? Јас функцијата ја презедов на 31.12.2020 година. Значи во средина на година кога има сместени студенти. Во текот на... Што направивте од тогаш до реновирањето? Ги видовте тогаш? Да. Разговаравте со студентите? Јас бев свесен за состојбите посебно во Стив Наумов и во Кузмин Јосифски Пито. Заради тоа што тие два дома беа во, ајде да кажам, многу лоша состојба кога јас ги презедов, а сум сигурен дека и моите претходници кога ги презеле биле исто во таква лоша состојба. Да, но и Стив Наумов се уште е во лоша состојба. Се уште е во лоша состојба, точно е. И вие не чувствувате се уште Не одговорност? чувствувам одговорност заради тоа што средствата кои што студентски дом Скопје ги добива од страна на Министерството за образование, се тие средства кои што ги добиваме не се променети од 2004 година. Ние работиме со планиран минус. Оваа година, например, ќе завршиме со планиран минус од 108.835.139. Зошто ако сте немале? Ќе ви одговорам на се. Чекате. Само ова да ви го кажам. Ве молам. Ние не ги водиме капиталните проекти во студентските домови. Капиталните проекти ги води Министерство, заради тоа што ние сме во буџетот на Министерство за образование и наука, односно во ставката студентски стандард. Проневерени се пари од сметката? Ја немам доказ дека се проневерени пари. По извештаите кои што ги гледам за салдата кои што се од 2008 до 2021 година, како човек кој што работи за јавни приходи, што ми е нејасно.
Значи, ако имаме салдо 2008 година 77 милиони 548 623, за да имаме салдо в 2015 долговна зборува, в 2015 година 322 милиона 612 956. Значи некъде около 250 милиона от сметката на Държавен студентски дом Скопие са потрошени, а не знаеме къде. Заради това, що реалността, ако са потрошени тия пари, би трябвало да биде друга от що е сега. Никой не отговара. Никой не отговарал за тия средства. Нито един директор, който ще бил в периода от 2008, како ще имам податоци, до 2015, потоа салдото се намалува, значи има 2015 297 и 2017 веќе почнуваат разчитувањето на долговите на Државен студентски дом Скопје за 2021 да завршиме со салдо 57 милиона 016 629. Пак кажувам, ова е салдо без камати. Ако ги ставиме и каматите, сумите се многу по-големи. Пријавувале дека реновираат подови и така натаму. Ако ги погледнете сграда Стив 1 и 2, тие са изреновирани 2009 година, а сега са затворени за сместување. Зошто? Заради тоа што реновирањето кое што е внатре направено е несоодветно и по-добро да не чепкале ништо. Да ги оставиле така како што се потрошени многу пари, зборувам, кои што влада ги дотирала на Државен студентски дом Скопје и во тоа време Државен студентски дом Скопје ги распишувал тендерите за реновирање на тие објекти. Што е според мене погрешно. Треба министерство кое што е носител на капиталните проекти да ги распишува тендерите министерство. И за се да си одговара министерство во текот на изградата. Значи од почнување на градежни активности до надзорот на објектот, односно предавање на објектот на директорот по стандард како што е унифициран во цела Европа. Еве, например, во зграда 1 и 2, каде што пишува дека кровот е променет, тој прокиснува и фалат делови од него. Значи е неквалитетно изработен или не по стандард, кој што требало да биде. Така да треба да се гледат и тие моменти кои што се потрошиле пари, а не се завршени работи кои што требало да се завршат. Ако сте свесен за состојбите, ако сте свесен дека за состојбите катастрофални и вие ги нарекувате, ако сте свесни дека немате никаква моќ финансиска, односно немате доволно пари, зошто воопшто сте директор? Зошто не поднесовте оставка и да кажете јас се чувствувам одговорен, ова не се услови човечки да излезете пред владата, пред јавноста, зошто е важна таа функција, таа фотелја? Ке ви одговорам одмah. Ја кога дојдов на позицијата директор на студентски, дојдов заради тоа што сум живеел во студентски и условите беа исти како што се сега, кога јас студирав. И дојдов да ги подобриме тие услови. Во мандатот на претходната министерка, Мила Царовска, ние работевме активно на проектот за реновирање на сите студентски домови во Македонија. И тоа беше наша цел да се обезбедат средства за едно за секогаш овој проблем кој што го имаме може би децении со студентските домови, така беше и со Гоце Делчев, се сеќавате, таму лифтови паѓа, имаше поужасни услови од тука, сега за среќа е целосно реновиран, за да ги изреновираме сите студентски домови, за да можат идните генерации кои што треба нас да не заменат и да бидат авангардата на државата и да бидат оние кои што ќе водат државата во иднина, да можат да имат пристојни услови за живот. Зошто оние зошто оние делови од Стив Наумов за кои велите дека се нечовечки, катастрофални и самите, зошто тие не ги затворите, додека се реновираат, студентите да бидат префрлени на некое друго место, конечно сте дел од функционерите кои може да побараат од владата такво нешто, таков трансфер. Зошто тоа не го сторите? Туку дозволувате се уште студентите да живеат, да учат, да студираат, да престојуваат во нехумани услови. Во државата кај нас секогаш нападот е на студентски центар и на директорите на студентските домови. Прво треба да ги разјасниме надлежностите. Не, надлежностите. Зошто не го сторите тоа да побарате од министерот за образование, од владата? Ние кога министерство бара од нас капацитет на сместувачки легла кои што ги имаме во студентските домови, секоја година го пуштаме списокот колку легла имаме слободни. Во министерство
и сите надлежни институции, заради тоа што тука има поминато многу инспекторати кои што има дадено насоки за да се исправат работите кои што не се во ред. Некои работи се исправиле предходно, некои работи ги правиме моментално во моментот. Значи сега се работеше ламела 3, сега работиме ламела 2 и ламела 1. Слушнавте прашањето? Да, ви го слушнав. Зошто не направите трансфер на Јас студентите, оваа година- например во кабинетите на министрите да влезат? А тоа ја би сакал да влезат. Добро? Ако Бил мене ли прашате. премиерот во Стив Наумов? Премиерот во Стив Наумов не бил, беше пред 5-6 дена во Гоце Делчев, но сме во комуникација, ќе ги посети сите студентски домови. Му кажавте колку се Му кажав катастрофални и ги знае и условите? сликите и Освен сликите, да ги види во јас се надевам живо, дека во скоро време состојбите. ќе има во предвид да има во агенда да го посети Стив Наумов за да можеме заеднички Ова е побрзо- веројатно најважната агенда. Да. Заеднички да ги решиме проблемите кои што се Добро, колку години имате? 31, Станавте директор на колку години? 28, 29. Која партија сте? Па сум член на Социјалдемократски сојуз на Македонија. Ви благодарам за разговорот. Фала и вас. Студирав на Централно Европскиот универзитет во Будимпешта во периодот помеѓу 2015 и 2017, тогаш бев на магистарски студии и како дел од стипендијата што ја добив од универзитетот ми следуваше сместување во дом. Тој дом беше собственост на универзитетот, значи приватен, меѓутоа трошоците за живот таму беа покриени од самиот универзитет. И морам да кажам дека, еве сега кога размислувам, сепак се поминати 5 години, тоа ми е едно од најубавите искуства, затоа што тој дом, често пати се шегувавме со колегите, личеше се само не на дом во позитивна смисла, повеќе личеше на хотел, бидејќи имавме многу можности за вонкурикуларни активности, како пливање, имавме базен, имавме теретана, имавме сауна, имаше исто така и игралишта, во однос на исхраната, имавме кантина која што секој ден служеше различен оброк, 3 пати на ден, имаше значи појадок, ручек и вечера, за искрено, прилично добра сума на пари, околу 3 евра, се заедно, еден комплетен оброк во кој што следуваше некакво предјадење, главно јадење и десерт. Секако студентите имаа можност доколку сакаат и сами да се готват, значи на секој спрат имаше заедничка кујна и студентите може да се готват и своја храна, нормално и да јадат околу домот. Собите, значи, беа многу удобни, морам да кажам, затоа што имаше доволно простор за еден студент да си го обликува просторот по собствена желба. Мебелот беше нов, имаше, значи, биро поставено централно во собата, гледајќи кон прозорот, имавме анатомска столица на која што можевме да седнеме и да не го кривиме нели грбот, бидејќи долг период од денот поминуваш време во пишување или читање. Имаше значи еден, да речам, доволно голем кревет да биде удобно, да може студентот да се испружи, да спие, да има квалитетен сон, да речем. Имавме право да изнајмиме фрижидер во собата доколку сакаме, доколку не сакаме да го делиме, да делиме храната или пијалоците во заедничката кујна, имавме право да си изнајмиме фрижидер во соба, имавме собствен тоалет кој што беше опремен и плюс за хигиената се водеше доста голема сметка, бидејќи секоја недела имавме чистење на собата, значи доаѓаа и ја чистеа детално, менуваа постелнина, ги чистеа плочките, не знам, тепихот, подот генерално, така што
таа соба не беше, тука не зборувам за да не се разбере погрешно, никој тука ниту бараше, ниту очекуваше луксус, но беше на пристојно ниво, значи скромно, но пристојно, како што мислам дека секој еден студент заслужува.